со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Ке се чека мандат од Иванов. Јасно рече другата страна, може би треба да ги слушаме некои нивни аналитичари кои ги знаат работите, кои исто така контактираат со меѓународната заедница, бидејќи се што рекоа се погоди фактички на нив им е кажано. Така што ќе се чека мандатот од Иванов, 10 дена, рекоа ако не го даде, дека насилно ќе се оди кон тоа, што значи дека треба да се прави сценарио од другата страна, барем јас така сметам, да се прави сценарио за борба. Во собранието. Па за тоа како ќе се протистават на. Тоа сега да ја прашам, мислите дека тиранската платформа мислите дека промена на името, на двојазичност на цела територија. Мислите дека сега би било паметно во да го напушти парламентот или да остане внатре во парламентот? Не, никако напуштање парламентот. Ако се напушти парламентот, ние знаеме дека се најавуваат многу работи кои се изводливи, да кажеме. Еве, Дуи тврди дека изводливо ова да се сменат парите и да се сменат, значи двојазични да бидат парите и двојазични да бидат униформите. Значи, вие сега ќе видиме ние и ќе видат сите дека не се само тие барања од платформата. Сега, како што рече Села првиот пат, сега е моментот да ги уцениме македонците. Значи, сега е моментот. Нормално дека владата гледаме, тоа е најбитниот момент сега. Тесно мнозинство на владата. Значи, гледаме... Мислите дека таа влада може да биде одржлива на долг рок? Па не, затоа што 62 пратеници се само. 62 пратеници, тие 62 пратеници исто не се компактни. Овие на села не се само на села, има тука и од ова друга партија, што унитети, како се викаше, и другата партија, третата партија која е на Османи. Така што тие се само во коалиција, тие три партии. Унитети, ова партија Народна партија албанска на Османи и движењето за реформи во ДП. Значи тоа се три партии кои даваат подршка, вкупно се 62 пратеници. Од друга страна гледаме дека имаме превирање и у ДП, некои у ДУИ, се извинувам, некои пратеници од ДУИ, 3-4 пратеници не беа на гласањето. Нели, затоа резултатот беше 58, што исто... Велат само Ахмет и Муса Џафери, мислам. Па Муса Џафери се излегол, не, тројца, уште некој нема. Значи, тие се против тоа да се прави коалиција со СДСМ. Затоа што имаат лошо искуство и не сака. Така што може да дојде до превирање и во самата ДУИ, затоа што доколку не се остварат оние очекувања што се ветија, нормално е дека ќе дојде до превирање таму и дека ќе сака да излезат од коалиција. Тоа е едно. Друго, знаеме дека се тоа се прави со инженери, со уцени, со условувања, со такви работи, затоа што нели пред некој ден поранешниот висок функционер на СДСМ Палевски, мислам дека овде рече во Радио Слободна Македонија дека кривични пријави за Теута Арифи и градоначалникот на Чаир, како се викаше Меджити, се во фиока. Од друга страна, па во друга фиока се пријавите за од Манжа Телеком за Али Ахмет и Муса Џафери. Значи, јас сметам дека дури и сега не би оделе тие во коалиција да не се уценет. Така што тоа е нешто што мора да се случи, не е тоа нешто што сака некој. Туку нешто што мора да се случи. Зар ја би ја прекршил коалицијата која сам сум ја барал. Победник со победник. И затоа се прекршија сите можни правила затоа што така е испланирано тоа. И што станува сега, што ќе се случи со локалните избори? Ќе имаме ние веројатно ВМРО добро ќе притиска локални парламентарни да бидат заедно. Заедно ќе притиска и ќе видиме дали ќе успее, бидејќи они сега притискаше, па не успее затоа што не зависи тоа од ВМРО, па не туку од меѓународната заедница. Меѓународната заедница има начини, гледаме на притисоци кои ги остварува доста успешно и до сега можеби малку попуштил ВМРО, не малку повеќе, меѓутоа сигурно не попуштило тоа што сакала попушти, туку и ВМРО бил уценет со одредени услови кои ги поставила меѓународната заедница и поради тоа може и сега тоа да се случува, уште повеќе кога се во опозиција, значи уцени од друг вид и исто како сега што ги прават на ДУИ и на другите партии, вие имате уцени во самата СДСМ. Знаеме повеќе изјави има дека и собствените пратеници биле уценети да не мрдаат нигде бидејќи има бомби за нив. Така што тоа се случува на тој начин, со уцени, со закани, со условувања.
Така како се избра Талат Джафери? Тоа беше класичен државен удар. А државен удар не секаде казнив и не дозволив и како да кажам, и се тој државен удар за кој секој македонец не мора да има повеќе од 8 оделенија да знае дека е државен удар, знае дека е државен удар, меѓутоа меѓународна заедница тврди дека тоа нема врска, дека е тој председател на собрание и го признава така. Така што џабе тоа. Значи сега ќе се оди на тоа никако напуштање на парламентот страна на ВМРО да помане, туку борба, затоа што се најавија овие закони, не знам како го објасни тоа Османи, нели, портпаролот на ДУИ, дека ќе имало може да се направи двојазична на цела Македонија и со закон. Сега тука треба да се бори ВМРО да не се изгласа тоа, бидејќи стариот закон го донесоа заедно и евентуално ако нешто не е исполнето во делот во кој им припаѓа според уставот, треба да се направат измени и дополнување на закон. Штом се носи нов закон, тоа е значи некоја многу суштествена промена во закон. Значи нов закон да носиш, ништо од старото не беше на 20%. Добро, ВМРО условно кажано покрај ВМРО има и инструмент на председателот на државата кој веројатно таквите закони нема да ги подпише на. Добро, но тоа не мора да значи ништо. После 15 дена има право повторно да го стави. Добро, сега да кажам дека процедурата повторно да се кочи, да. Тука се веројатно тие елементи на блокада на парламентот со амандмани, со расправа ќе бидат и легитимни и легални тогаш и за меѓународна заедница. Повторно ќе кажам, значи многу е тесна разликата, значи 62 се во владата пратеника, што е многу тесна разликата, од кои 49 само се СДСМ и ЕХО добија 70.000, барем така се збори, 60.000 албански гласови и добија помош голема од невладините со ромски и турски гласови, за кои веќе има доказ дека 570.000 евра се дадени во некои средини за да гласаат за нив. Така што со таква мала подршка, односно со таков мал број на пратеници, всушност они ги изгубија изборите, не сметам дека ќе се случи нешто добро, дури сметам дека и ВМРО-ДПМН да направеше влада со ДУИ, ќе параше повторно пред време. Затоа што и таа влада ќе беше многу тенка со 61, а и во ДУИ имаше превирања и во секој момент можеше да излезе некој од ДУИ. Значи за двете страни не е добро ова и затоа најдобро беше да се седне, да се разговара, дали техничка влада, дали влада на широка коалиција, да избере председател на собрание консензуално, за да ги распише локалните и парламентарните избори. Вие сега без ВМРО-ДПМН не можете да распишете избори, затоа што треба да се смени изборниот закон кој се менува со двотретинско мнозинство. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.